Веќе 7 години чува кокошки и за прв пат видел шарено јајце исто како да е боено. 71 годишниот Живко Џолев од Штип раскажува како на неговиот имот во село Карбинци, собирајќи јајца забележал дека едно од нив е необично шарено и доста интересно. Вели знае од која кокошка е јајцето, но нејасно останува како јајцето е така шарено. Ние има 6-7 години како се занимаваме со одгледување на овие животини, на зајчиња, кокошки, месирки, шатки и имаме околу 20 до 30, некогаш и 40 јајца дневно собираме. Имаме кај да ги продаваме, така да од кокошки сме задоволни превише. Исто имаме поголем број на зајчиња. Одгледуваме повеќе врсти на зајчиња. Исто и имаме пласман, ги продаваме, чуваме за дома и така. До сега веќе толку години чуваме кокошки. Тоа не беше се случило, вакво јајце да најдеме шарено, како да е обоено од Господ, не знам како јас да кажем. Џолев освен кокошки одгледува зајци, има и неколку други видови на птици. За него представува задоволство секојдневно да ги храни, да ги чува и да се грижи за нив. Вели како дете од село, за него не е тешко да го работи ова. Оно не е тешко, само е врски што мораш да дојде са бајле, да ги наранеш, вода да изставиш, да изметеш, да изчистиш, па вечер пак. Иначе они се заградени од мрежа, имат сенки. И па желбата ни беше јас да сум од село и така ме влече таа работа и не ми е тешко за да го постигнеме таа цел да работиме тука. Малку потешко е земјоделието и се зависи од климатските промени, вели Џолев. 200 дрвца ореви и 100 дрвца лешници се само дел од она што го има. Во неговата бавча во село Карбинци има и домати и краставици, кои како што вели ги одгледува за себе и своето семејство. Имаме фолија, имаме, сега ако сакате ќе ви покажем, имаме 200 дрвца ораси од новата раса, врсти што се на турските ораси. Имаме лешници 100 дрвца, имаме вака отворено пипер посејано, краставици, патлиџани, од се по нешто имаме. Земјоделието не е баш лесно, бидејќи многу се променливи климите и фаќа многу суша, треба многу вадење. Ако не ја навадиш, ојде за колку дена. И така да мора да бидеш постојано врзан со тоа. За добар род на лешници, добро наводнување, подхранување и треба да се исечуваат кога дојде пролетта, да не се многу шират, за да има повеќе род. И тоа е од нашето одгледување. Лешниците исто и они. Имаме и од 100 дрвца посејани, ова година е трета, народ се преблагодарни сме така како останат и орасите и лешниците. Џолев посочува дека оваа работа за него представува задоволство и затоа секој ден е во Карбинци. Децидене дека работа има, но потребна е само желба и голема љубов кон она што се работи.